Мене ми представува денеска особена чест и задоволство да присуствувам на овој настан, со оглед на тоа дека берзата, практично трговијата со хартија од вредност, треба да зема се поголемо и поголемо значење во економското живење во нашата држава. И поготово во овој момент, кога се подготвува измена на законските решенија, постојниот еден закон се трансферира во два закони кои што треба да го покријат ова работење и при тоа да се усогласат со регулативите на Европската Унија. Од она што јас имав прилика да се запознавам со текстот на тие закони е дека ќе се либерализира пазарот, ќе се зголеми конкурентноста, ќе се овозможи да се работи со останати финансиски деривати и дека секоја брокерска куќа ќе може да направи сопствена платформа и сопствен начин практично на тргување со хартија од вредност. Да, добро е, последните години се добри во берзата. Минатата година беше, мислам, и најуспешна, ако ги видов јас бројките добро и ги споредив. Оваа година гледам дека е релативно успешна, но мислам дека минатата ќе биде поуспешна. И мислам дека трендовите во таа насока се добри, но јас лично би рекол недоволни. Мислам дека тука има три предизвици кои што треба да ги решиме сите. Првиот предизвик е што нашата држава практично има голем дел на компании кои што се акционерски друштва, но тие акционерски друштва датираат уште од времето на социјализмот и тие се големите акционерски друштва во нашата држава, додека сите компании кои што се формирани во транзициониот период, да речеме, после формирањето на независноста или осамостојувањето на нашата држава, се уште друштва со ограничена одговорност и тие растат како друштва со ограничена одговорност. И мислам дека мал дел од нив ја препознаваат можноста да од друштва со ограничена одговорност преминат во акционерски друштва и на тој начин да обезбедат свеж капитал за своето дејствување понатамошно, односно да се откажат од дел од сопственоста, а да при тоа да привлечат свеж акционерски капитал. Практично, ако ја видите историјата на развојот на субјектите економски во развиените земји, сите тие на времето почнале како друштва со ограничена одговорност или како фамилиарни компании, меѓутоа со тек на време, доколку имаат добра идеја и доколку сакале да растат, тие се отвориле према берзите, се трансформирале во акционерски друштва и се обиделе да направат IPO и да соберат капитал. Свесни сме и сведоци сме за неколку успешни IPO-а во нашиот регион, меѓутоа за жал ниедно во нашата држава и мислам дека тука треба да поработиме малце да се подигне свеста за оваа работа во државата и да сите друштва со ограничена одговорност и фамилиарни компании кои што денеска постојат во нашата држава и мислам дека постојат и релативно успешни такви компании, ги охрабриме, па ако треба и со законски олеснувања им овозможиме да направат еден оваков исчекор, бидејќи тоа значително ќе го раздвижи капиталот, односно ќе го раздвижи пазарот од хартии од вредност. Следен предизвик со кој што треба да се соочиме е да малце повеќе луѓето станат свесни што е трговија на берза, бидејќи мислам дека тоа е денеска кај нас малце апстрактна категорија и дека можеби луѓето, граѓаните знаат добар дел од нив како тоа се одвива, но мислам дека се уште за младите генерации тоа е нешто што не баш сите, освен на економските факултети, го учат и мислам дека треба уште во можеби средното училиште да бидат запознаени што е акционерско друштво, што е друштво со ограничена одговорност, како се тргува на берза, кои се перспективите и можностите на таа работа. Тоа е, мислам, еден од предизвиците кои што треба да го решиме. И она што реков, можеби последно, е тоа што треба да на некој начин го стимулираме сето ова да се развива, бидејќи во моментот имаме и физички лица, и компании кои што имаат слободни средства, меѓутоа тие немаат како да ги пласираат во соодветна идеја, па можеби доколку се направат некакви стимулирања во делот на даночните олеснувања, би можело да се поттикне малце повеќе развојот на
тргување со хартиите од вредност. Јас би бил лично многу поддржувачки настроен према сите овие иницијативи, но сите тие иницијативи очекуваме да дојдат од ваша страна, да видиме значи што е тоа што на вистина треба, бидејќи да, ние ја гледаме генералната слика, ја гледаме генералната политика, но од друга страна вие сте тие што сте стручни во овој дел, вие сте тие кои што можете да ги дадете најдобрите предлози, а ние сме тука како влада тие да ги слушаме и нормално доколку сме во можност истите да ги имплементираме. Затоа јас денеска ви посакувам на сите вас успешна конференција и ви посакувам да, еве јас со задоволство ќе ги разгледам заклучоците од оваа конференција, после тоа би направил и состанок и со директорот на берзата и со претседателката на комисијата за хартија од вредност и да видиме што од сето тоа можеме да имплементираме, а се со цел да се зголеми прометот на берзата, а би подвлекол и би ставил тежиште на првото, да видиме како да имаме што е можно повеќе акционерски друштва и да видиме како да направиме колку што може повеќе IPO-а, ама да тргнеме со едно во државата, па да направиме и повеќе. Бидејќи развојот на економијата во развиените економии, во Соединетите Американски држави, Германија и така натаму, во главно е пратено со IPO-а. И тоа, еве, сведоци сме сите, да не сега кажувам примери, нели, дека е еден од најефикасните и ефективните механизми за развојот на компаниите. Мислам дека ова е исклучително важно, не само за развојот на берзата, бидејќи таа сама по себе не е за самата да се развива, него за развојот на целокупната економија во државата. Ви благодарам на вниманието, ќе го скратам тука говорот, бидејќи ете малце и закаснивме, и ви посакувам денеска успешен работен ден. Благодарам.